али живее градов за фудбал. Страден е, мислам, и гладен е за фудбал. Овој фудбалски град победа во времето. Памтиме во која југословенски играше, кај беше котирана и сето тоа, и цела Југославија е знај победа по публиката. Имаше на теренот, јас од 6 години идев тука на фудбал, татко ме носеше и затоа го засакаме фудбала. По 15.000, по 20 луѓето го остава, туто наделјава победа. Иде од сите други градови, победа во времето беше победа. И тоа треба да ни остани за веки векове. Значи, времето поминато во победа, значи беше едно од најдобрите времиња фудбалски поминати. Тогаш се играше едноставно прилеп и победа, живеја за фудбалот. Без добар Пелистер и без добра победа, македонското првенство, значи не е нема таа драж на надпреварување. Разговараме со Стефче Талески, представник на Wonder Kids, школа која е организатор, домајчин на овој меѓународен турнир Лимонада Куп. Пред се праќаме порака, фудбалот дека спојува, дека треба да градиме нови пријателства, тоа и целта, како се вика на сето ова. Сите се победници, целта е овие млади таленти да бидат видени, да се надпреварува, да се зближат, да градат пријателство. Оти тоа е еднината, како се вика, на македонскиот фудбал. Ние ова го направиме, смогнаме сили, ова е прв, ама нема да ни последен, по покровителство на фирмата Касни Порасни, која ние од првиот ден со нас правиме нешто европско, нешто за понатаму, што ќе биде како еден бренд. Сакаме да ги промовираме младиви играчи, преку овие игри, преку овие ги повикаме сите најквалитетни екипи во Македонија, беа повикани и други екипи од други причини дојде, али мислам дека наредната година ќе биде помасовно. Мислам дека ова година ќе направиме добра организација. Мислам дека ќе нема никакви проблеми. Пак ќе ви кажам, ова е турнир кај што не е битно кој е победник, сите се победници, ќе поновам. Уште еднаш. Како ви успеа идејата беше како се грчката екипа да ја доведете до тука да учествува? Од Лерин. Од Лерин, како со нив имаме соработка и кај нив имаме поедено. А наредна година мислиме да донесеме и од Србија екипи, имаме контакт, имаме се. Ако би требало да имаме поддршка поголема и од другите фактори во градов, тоа се надеваме. Пак, ова школа постои 2 години, промовираме, сакаме да успее да чинава и сето го правиме за нив. Цел да ги промовираме младиве таленти. Пошто таков е системот на надпреварување со овие турнири, еднодневни турнири, а наредна година планираме да биде 3 со повеќе екипи, така да ова е почеток, али нема да биде ни последно. До сега, до овој турнир, кои активности ги имаше вашата школа? До сега имаме 3 пати имаме поедено во Србија, на Златибор, купоите, имаме во Грција 2 пати поедено. Не, ланската, мислам ова се почнуваме. И овој турнир го правиме, како се вика, пред почеток на првенството. За една недела ни почнува и тоа е целта само да има утакмици. Утакмиците се израз што работиме, како работиме, до кај сме дојдени. Пак ќе поново ги имавме покането и други екипи. А за меѓутоа и овие се имиња брендови, Вардар, Пелистер и од Грција. Ние сме благодарни што ја прифатија поканата од прво. Мислам, Вардар е пред се бренд на Македонија, Пелистер исто така, штета кај нас случаи што се случува и сега и не е тема за тоа разговор. Не донасли пак целе млади играчи да има утакмици и да има напредок. Тоа е во глава му сето тоа. Во секој случај убаво е што денеска цел ден поминува овдека во надпревари на вештачката трева на игралиштето во Прилеп. Временски услови ќе бидат добри, мислам дека нема дожд да имаме. Така да во главам сакаме сите екипи да бидат гостопримството од наша страна ќе биде на ниво, да се чувствува како дома тука и тоа ние ќе го направиме. Заслужуваме, мислам и ние како спортски работници, скоро 20 нешто години работиме со млади. Дали сите играчи ги имате на располагање во вашата школа? Сите, да. Тука сме сите искусни тренери што работевме по 10 години фаза во победа.
направен е спој и резултатите доаѓаат како се вика со работа, со труд. Ова генерација е перспектива и наградов и за Македонија. Од овие играчи че излеза, верувајте ми дека ќе појде во поголеми клуби од наредна сезона. Ви Тоа. пожелувам да ви се остварат овие цели, овие очекувања, оптимистички. Секојаш треба да се биде оптимист во животот. Така и така да работиме ние. Так, инспирација ни е стално да работиме и нашата работа како тренери да работиме, да создаваме играчи, а сето ќе зависи после од нив. Како ќе се развива, со која брзина, некој побрзо, некој покасно, али целта е на нашата школа да промовираме играчи, да изваиме играчи за градов и за поголеми дострели од име. А тоа во Индија ќе видите и сами дека ќе го направиме. Сигурно дека не е исклучено и некој да достигне највисоко во репрезентацијата на Македонија. Пошто од Седловски, од Несторовски немам исфрлено досега и тоа е за градов штета. Реално правиме муавет, отворено правиме муавет. Мора не само градов и сите да вложи во овие млади, ни треба услови. За да произведеме добар играч, ни треба услови. Без услови, да. Условите се најбитно, со терени, со тие работи, тоа е најбитното. Ако немаме услови, не можеме да исфрлиме играч. Ќе правиме напори, ќе бараме, како се вика. Кои услови би биле? Услови како девика, идеални, како што ги има сите, како со добри сооблекувални, со затоплени простори, со терени. Ни треба терени. Искрено ни кажувам, овој терен... Уште колку терени ви треба? Уште 2 во градов би требало да имаме. Со ваква, со вештачка треба и сега цел комплекс, се подразбира под комплекс да имаме теретани внатре, да имаме добри сооблекувални, со сите тие реквизити што треба да ги имаме. Ни треба. Искрено ни треба, имаме школи, имаме деца, имаме таленти, не само фудбалот, има и во ракомето, има и во другите. Значи интересот во Прилеп за фудбалот и понатаму е голем? Голем. И покрај ова што овие проблеми што ги знаеме како сега се вика, со овие најпопуларниот проблеми клуб. би сакал што побрзо да се надмине. Оти градов живее за фудбалот, не само и за големи, и за малиот фудбал. Јас бев и активен во малиот фудбал, знаете вие за тие работи, али живее градов за фудбал. Страден е, мислам, и гладен е за фудбал. Овој е фудбалски град, срамота во Пелагонија да немаме во овој пелагонски регион победа во времето. Памтиме во која југословенски играше, кај беше котирана и сето тоа, и цела Југославија е знај победа по публиката. Имаше на теренот, јас од 6 години идев тука на фудбал, татко ме носеше и затоа го засакаме фудбала. По 15.000, по 20 луѓето го остава, туто наделјава победа, иде од сите други градови, победа во времето беше победа. И тоа треба да ни остани за веки векове и за понатаму. И тоа минато е инспирација за идните генерации. Ние на се тоа што го правиме победа пак да се крени на тоа ниво, да биде кај што беше, да се врати и победа да биде прволигаш. Прволигаш треба да биде. Ви благодарам и ви пожелувам многу успех пред се на овој турнир. Фала и на вас. Нас соговорник е Драган Димитровски, тренер на екипата на Пелистер, која ќе учествува на овој меѓународен турнир во Прилеп. Па, кога дојдовте овде и како дојдовте, како се одлучивте да учествувате на овој турнир? Па прво морам да ја поздравам иницијативата на Вундеркидс, на екипата на Вундеркидс и нивниот тренер Филип Мирчевски. Овие надпревари за нас се и tekako потребни во овој припремен период и многу е добро да ги одмериме силите со овие добри екипи. Тука ќе бидат гости Вардар, екипата од Лерин и ние ќе изиграме неколку контролни надпревари. Резултатот е во втор план. Најважно од се е дружењето, стекнувањето на пријатели и дружењето на децата. Да ни кажете, до овој турнир, кои активности ги имавте во вашата школа со ова генерација 2011 родени? Да, 2011 во овој припремен период. Значи, подготовките ги поминавме најчесто во Битола, но игравме и доста надпревари надвор од Битола, како во Грција игравме со екипата од Србија Земун. Исто така игравме во Охрид надпревар со екипата на Раднички од Крагуевац.
Па во Битола ни гостуваше екипата на Вундеркидс, екипата на Куло од Скопје, кои мислам дека изигравме доста добри контролни надпревари, кои ќе ни помогнат во натамошното првенство, кој почнува за една недела и се надеваме на добри резултати и едноставно добра припрема на децата за периодот кој не очекува покасно. Овие генерации во наредниот период од септември веќе почнуваат во Суперлига на Македонија и сите овие добри надпревари ќе ни помогнат да направиме една добра екипа која ќе биде конкурентна во Македонија и се надеваме на најповеќе на напредок на децата кои во идниот период би требало да бидат дел од некои екипи, Пелистер или било кои екипи во периодот кој допарва и значи овие деца се уште во развој, овие деца се уште треба да се комплетираат како играчи. Околу 14-15 годишни деца. Да. Така да идниот период е за нив еден од пресудните како ќе се развива нивната кариера, фудбалска кариера. Една паралела, една споредба да направиме со времето кога вие имавте 14-15 години, тогаш Пелистер кој ќе се спомнеше и досега, самото име Пелистер гарантира некаков квалитет, талентирани деца, деца со кои се работи стручно и од нив ќе произлезат и фудбалери, можеби и репрезентативци на Македонија. Што мислите за оваа генерација во споредба со поранешните? Значи, не може да се споредува, значи времето тогаш и времето сега. Значи се отидено, значи многу понапред, многу има подобар развој на децата. Ситуацијата во клубовите најповеќе ја налага значи напредокот на децата најповеќе тука иди кога пример тие во Суперлига ќе дојдат и тука се оформуваат. Значи порано беше малце поинаку. Сега е малце поинаку. Ама пред се ќе речам, значи организираноста на клубовите најповеќе влие на тие напредоци на децата и развојот како понатаму тие ќе функционират како професионални фудбалери или нема да функционират. Сега го користиме вашево присуство во Прилеп да ни кажете, да не подсетите на она време кога игравте за победа. Вие во победа покажавте такви добри игри, голгетерски способности, така што кога ќе ве видат прилепчаниве, одма се сеќават на тоа време и не ве заборават никако. Драган Димитровски. Значи времето поминато во победа, значи беше едно од најдобрите времиња фудбалски поминати. Тогаш се играше едноставно Прилеп и победа живееа за фудбалот. И сега многу ме погодува, значи моментот кога победа е во една ваква ситуација тешка, значи се бори за гол живот и се надевам дека ќе излези од овој период, ќе се стабилизира и ќе се врати на тие стари патики кои ги имаше порано. Значи во победа продефилирале еден куп многу добри фудбалери. Така да без добар Пелистер и без добра победа македонското првенство, значи не е нема таа драж на надпреварување. Му посакувам на победа што побрзо да се врати на старите патеки и да се организира и да функционира како еден сериозен клуб каков што беше во минатото. И самото отсуство на победа од овој турнир доволно зборува во каква ситуација се наоѓа тој клуб. Па претходно спомнав дека организираноста на клубот многу влијае на напредокот на младите деца. Се потекнува од таму. Значи, ако е клубот организиран, ќе има и добра школа, добар напредок на децата, ќе се вложуваат поќе. Ако нема организираност на клубот, многу е тешко и на тренер, на се да функционира во таква ситуација. Ви благодарам за разговорот и ви пожелувам многу успех секаде, па и на овој турнир денеска. Ви благодарам. Ajde,